Новата реалност покажува дека власта нема простор за радост. Нивниот пат започна. ВМРО-ДПМН е политичката партија со најголема доверба кај народот. Граѓаните покажаа дека бараат промени. Удрија тежок шамар на политиките на Заев и власта. Македонија гласаше против криминалот, корупцијата и непотизмот на Зоран Заев и СДСМ. Гласаше против наместените тендери, ароганцијата, нерешавањето на проблемите, против животот кој стана пекол. Исто така, резултатот е извојуван од страна на ВМРО-ДПМН, Гордана и народот. Сами на избори против сите останати, против целиот државен апарат и сите други механизми кои тие ги ставија во функција. Гордана Силјановска-Давкова и ВМРО-ДПМН победија во 42 општини. Да беа ова локални избори, сега ќе имавме 42 градоначалници. Да беа парламентарни, ВМРО-ДПМН ќе имаше најголем број на мандати и ќе беше новиот мандатар. Фактите говорат и дека ВМРО-ДПМН во услови на притисоци, закани и уцени вчера освои 60.000 гласови повеќе отколку во првиот круг. Значи ја зголемивме својата поддршка. Или вкупно ВМРО-ДПМН тежи 380.000 гласа, односно 42.000 гласа повеќе отколку на локалните избори 2017 година. За нас, како партија, ова е огромна одговорност. ВМРО-ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова освоија 3620 гласа повеќе од првиот круг во Битола, 2980 гласа повеќе од првиот круг во Прилеп, 1900 во Охрид, 2000 во Штип, 2800 во Велес, 2500 во Кисела Вода, 3000 во Аеродром, 2400 во Газибаба, 1200 во Бутел, 2000 во Ѓорче Петров, 2000 повеќе во Карпош и 1600 повеќе во Центар. Овие бројки покажуваат дека граѓаните ја препозна алтернативата на криминалот, корупцијата и непотизмот, која нуди ВМРО-ДПМН и Гордана Силјановска-Давкова. Граѓаните бараат право и правдина. Неприродниот раст на власта во гласови помеѓу првиот и вториот круг од изборите не е последица на откровението на метлата на Заев, ниту вербата дека нешто ќе се подобри, туку едноставно резултат на пазар, на притисоци, уцени и закани. Сега апсолутната власт значи и апсолутна одговорност за сите неуспеси на власта. Власта ги злоупотреби институциите, особено полицијата. ВМРО-ДПМН по прегледување на сите записници од сите избирачки места ќе поднесе приговори до ДИК. Ќе ги процесираме забелешките од терен, за организирано носење на луѓе на гласање, за групно гласање, агитирање, подкуп и други нелегални дејствија. За овие и за други законски прекршувања ќе бидат поднесени кривични пријави. Одговорност мора да има и ќе има. На крај, сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои излегоа и во време на неправда, во време на мракобесието кое го наметнува власта, излегоа со крената глава и гласаа за ВМРО-ДПМН. Вие сте хероите кои се одважија и покажаа дека Македонија им е најважна. Ќе ги споменам и оние кои не гласаа за нас, и оние кои решија да останат дома. Имаме почит кон сите вас и ве уверуваме дека времето ќе покаже дека ВМРО-ДПМН е вистинскиот избор. Како председател на Републичкиот изборен штаб, сакам да им се заблагодарам на сите кои беа дел од истиот, на председателите на општинските комитети, на целокупниот тим на секретаријатот кои го дадоа својот максимум, на целокупната партиска структура. Покажавме дека сме од тврд материјал, од најтврдиот. Покажавме дека ВМРО-ДПМН е фактор кај народот и најсилната партија во Република Македонија. Вие сте хероите на овој факт. И луѓе кои донесоа одлични резултати во едно тешко време на притисоци, закани и обележувања. Ќе продолжиме таму каде што застанавме вчера. Имаме простор за многу работа,
за мотивирање на луѓе и дополнително растење. Главата горе, продолжуваме, уште посилно, да ја оправдаме довербата на оние кои ни ја дадоа и да ја добиеме на оние кои се колебаа.